задоволство ми е што сум дел од овој настан, бидејќи целиот овој настан е подготвен и реализиран од страна на млади активисти кои што во изминатиот период несебично се вклучија и се заложија во борбата против трговија со луѓе. Инаку, мојата песна ја напишав дома и бев инспирирана од сите овие работи што се случуваат во овој свет, каде што секојдневно слушаме за насилства, за продажба на луѓе, на органи, и тоа е многу страшна работа, и со тоа бев инспирирана да напишам оваа песна. На оваа тема нашето училиште Раде Кратовче од Кочани работеше неполн еден месец трговија со луѓе. На почетокот на учениците воопшто не и беше јасна темата за што станува збор и на која тема треба да створат и да цртат. Така да имавме неколку часа дискусии, како тие размислуваат на темата трговија со луѓе, дава предлози, коментари, така да преку нивните реченици, тоа што како предлози и мислења го кажуваат, тие се мотивираа, па дојдоа визуелно до некакви цртежи, слики кои што еве тука беа изложени. Најголем број жртвите на трговија со луѓе се млади на возраст од 12 до 17 години, но се надеваме дека во иднина преку вакви активности ќе придонесеме младите да се заштитат и да не стануваат жртви на трговија со луѓе. Јас ги посакувам уште еднаш честитки на сите оние кои што работеа на темата трговија со луѓе и се надевам дека и понатаму тие ќе бидат дел од активистите кои ќе шират пораката и кои што ќе го шират сето она знаење кои што го стекнаја помеѓу своите врсници, како да се заштитат од трговијата со луѓе. Ти ви благодарам.